Свињите од дивите фарми во источниот регион мора да се уништат. Ова денес од Штип уште еднаш го порача министерот за земјоделство Трајан Димковски како дел од превентивните мерки за појава на африканска чума. Во овој момент, иако овие се мерки само пред 10 дена кои се активни, мора да се разговара. Очекуваме со едни вакви активности да ги запознаеме самите сточари и евентуалната појава, кои се сите последици од таквата појавување на африканската свинска чума, и затоа одиме во разговори. На почеток да, тешко е, но има постигнато одредени активности. За во процесот на уништување никој да не биде оштетен, државата на одгледувачите им нуди, како што велат, фер цена за откуп. За маторица се некаде 24.000 денари по глава, со дополнителни оние што ги спомнавме 3.000 денари од Министерството. Тука зборуваме за прифатлива цена од 120 денари за товеници до 120 килограми и секако за прасиња до 25 килограми 170 денари. И за сите овие кои ќе бидат исплатени од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство или доколку самите сточари се одлучат да си го земат месото, значи услугата е бесплатна и секако оние 3.000 денари кои би ги добиле. Дополнително во процесот на заштита од појава на болеста се вклучени и општините. И се она кое што сме го установиле како проблем околу нашата депонија, која што е во општина Штип, веќе имаме постапувано и ги имаме отстранато сите такви диви одгледувалишта на свињи, така што во овој момент, како што кажа и од Министерството за земјоделство, дека немаме таква појава на диво, да речеме, одгледување или чување на свињи во тој локалитет, но најважно од се е дека ние ќе направиме уште една контрола со нашите инспекцијски служби и доколку има таква појава, ќе бидат повторно отстранети таквите импровизирани објекти. Африканската чума е сериозно заразно заболување кое се јавува кај свињите и кое за кратко време може да уништи цели фарми. Апел до сите оние држатели на свињи, најпрво што мора да направат, ќе мора да бидат да се регистрираат и да се направи обележување на единките кои што ги поседуваат. Со оглед на тоа дека мерките кои што ги предлага владата во целост мора да се спроведат, во случај на појава на болеста, верувајте, штетите ќе бидат многу големи. Зборуваме за болест кај која нема превентивна заштита, што значи нема вакцинација, нема лечење, едноставно доаѓа до уништување, односно еутаназија на се оно што ќе биде зафатено. Проценките се дека на ниво на држава во кланица треба да завршат околу 20.000 свињи од нерегистрирани фарми. Од нив најмалку 2.500 се во источниот дел на државата.